сме гледале многу пината, можеби, а некои од вас и присуствувале, кога одат во светата земја и на реката Јордан се капа, така да кажам, затоа што крштевањето не може да се случи. Некои велат се крштеваат, не се крштеваат, на тоа место Христос крштеваш вистина, а односно Свет Јован го крштеваше Христос. Меѓутоа, не се крштеваат тие кои одат на ходочасништво, затоа што еднаш е крштението и не може да е 2 пати, 3 пати или повеќе пати. Се капат во реката Јордан. Меѓутоа, тие што се капат во реката Јордан се приметиле, некој можеби и од вас бил, а повеќето и од протестантите го имаат како навика тоа да влегуваат во бели кошули во реката Јордан и седат по неколку минути. 2, 3, 5, 10, во зависност колку е ладна и водата. А што е битно со крштението Христово? Христос, откако се крсти, веднаш, вели Евангелието, излезе од водата. Не остана ни 2, ни 5, ни 10 минути. Затоа што тие браќа и сестри што стануваа подолго, ги исповедаа своите гревови пред да бидат крстени. А Христос што да исповеда? На кој му сгрешил? Мене, тебе или на некој од современиците негови? На кој сгрешил Христос? На никој. Немал што да исповеди. И затоа одма излегол од водата. Значи, само раката Јован ја ставил, оној краток диалог што го имал со пророкот Јован, кој денес го славиме, и ништо повеќе од тоа. И одма излегол од водата. Што значи и денеска крштевањето треба да биде, ако не на ист, на сличен начин, како што се крстил нашиот Господ. А тоа значи, ист начин би бил во река, и тоа е најубаво. Сите, ако можат да се крштеваат во река, меѓутоа нема во сите градови река, нити може во сите временски услови да се крштева човек во река. Вие видовте вчера езерото овде во Крушево беше замрзнато. Меѓутоа, затоа треба правилно да се извршува крштението во купелот денеска на малите деца. А тоа значи, ако Христос се потопил во реката Јордан целосно и сите кои се крштевале се потопиле во реката, тогаш и денеска нова крштените треба да бидат потопени во вода. Да не бидат само попрскани со вода, колку се исполни обичај некако. Дека со вода се крштеваат. Најубаво е да се потопи целосно човек со се главата. Зашто крштението не е само потопување во гревот, туку излегување од гревот. После тоа човек излегува од водата. А што значи крштението е целосно излегување од гревот. После крштението, затоа велат нема гревови човек. Ако го ја запази таа состојба после крштелна, нема никога да има гревови човек. Затоа што се бриши. И најтешкото што човек го направил пред крштението, за време на крштението се брише. Господ, како да го заборава? Кај Господ нема заборав, секако. Меѓутоа, доволно е да не го споменува тоа. Тоа знае дека некојаш попостоело, нашиот грев не избришив,
Ама засеќавањето Божјо значи не споменување. Не ни го споменува гревот. А гревот, браќа и сестри, е препрека во нашиот од кон вечноста. Како да имаме овде на средина еден камен, мораме да го заобиколиме, не можеме да го прескокнеме, висок е. А околу него вртиме. Ама тогаш кога ние се исповедаме, во суштина гревот се брише. Се брише овој камен што го спомнуваме, се руши. И ние можеме повторно да си поминеме тука. Нема да го имаме тој камен. Тоа, браќа и сестри, е со крштението поврзано и Христос го направи заради нас и нашето спасение. Немаше никаква потреба. Како што почнавме од почеток и да говориме, немаше потреба ни да влезе во реката Јордан. И свети Јован да ја стави раката негова над главата Христова. Меѓутоа, тој за да направи се, затоа што е човек, покрај тоа што е Бог, го направи ова заради нас и нашето спасение. И ни покажа на сите нешто што во суштина изгледа невозможно. Господ да бара прошка на гревовите кои ги нема. Сега каква лекција е за нас тоа, кои имаме гревови, а не бараме прошка. Нити од Бога, нити од ближниот бараме прошка. Ама Господ затоа дојде, за да ни ги даде лекциите на животот. А една од најглавните лекции на животот е токму таа, дека треба да бараме прошка. Ние грешиме дури и на мислите. Кога има помисла лоша човек, ако некога веќе сгрешил. Што значи да не му направило лошо дело, тој сгрешил во помислата. На тоа не учи Христос. Затоа влезе тој во Јордан, иако немаше никаква потреба. И уште еднаш ќе нагласам тоа што како што започнав. Излезе веднаш од водата. Сите останува 5, 10, 15 минути додека ги исповедаат гревовите, а Христос вели излезе веднаш од водата. Немаше што да исповеда. Што да исповеда Христос кога никому не му сгрешил ништо. Затоа, браќа и сестри, да се учиме од светлиот пример Господу кој ни го дадеш кога дојде во овој свет. Вчера заврши периодот на 12 дена, како ги викаме, од раѓањето на Христа до неговото до објавувањето на Светата Троица. Денес веќе вообичаен типикот на црквата. Нема нешто што е поразлично, за разлика од оние денови 12 кои ги викаа, ни уште ги викаат некрстени денови. Тие не се некрстени денови во смисла дека не се побожни, тоа се најпобожните денови. Ама Христос, бидејќи не е крстен во тој период од раѓањето до денеска, тој период се вика, го вика некој период на некрстени денови, но најдобро е да се вика период на 12 дена, кои се од раѓањето Христово до богојавлението. Денеска го имаме, значи, крштевањето на Господа Исуса Христа и тоа нека ни биде на сите на помош, затоа што ние како крстени луѓе сме во заедница со нашиот Господ Исус Христос, Исусите светители.
кои нека ви бидат на помош во сите векови. Амин.